Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски, мој денешен гостин е амбасадорот Ристо Никовски. Добре дојдовте. Поро нашол. Амбасадоре, со ова што се случи со Украина и Молдавија, посведочивме ли на една јасна, буквално кажано, ачик демистификација на Брисел и на Европската Унија, нешто што покажа дека оние критериуми за членство, не копенхагеншки, некакви или не се, еден вид на фарси, дека секогаш се работи за политика, за политички интерес. Интерес, но најчесто не наш интерес. Во политиката секогаш доминирал интересот. Ова сега што се случи во Брисел пред неколку дена е нова потврда дека интересот над се и дека кога интересот доминира, се е возможно и сите де факто чекори се дозволиви. Меѓутоа, знаете, има погрешни тумачења во нашата јавност што се случи во Брисел. И се смета дека тоа било де факто потврда дека е можно консензус минус еден да донесуваат одлуки кои се нели така по принцип консензуални. Так. Тоа не се случи во Брисел. Напротив, со излегувањето на Орбан, односно со неприсуствувањето на Унгарија на самото гласање за да се отпочнат преговори со Украина, тие де факто гласаа за, тие не гласаа против. Така да нема таа формула мнозинство, односно сите минус еден. И второ, немаше ни воздржан. Ако беше Унгарија воздржана, да присуствуваше да беше воздржана, исто така немаше да има консензус, разбирате. На овој случај консензусот е постигнат. Затоа што Украина со нејзиното излегување де факто беше согласна со мерката која е донесена. И се вториот дел од сето ова, а каде е Македонија, нели во нашиот печат, во нашата јавност се покрена едно чудо, да речам лавина од мислења, ето видите, Европската Унија може, зашто нашите не бара да излезат нашите душмани, да ги наречам Некој Грција. кафе да ги части Бугарија. Кафе да ги части, знаете што? Прво во случајов со Украина, сите членки на Унијата, заради ситуацијата во Украина и под силен притисок на Америка, зашто Украина е американски проект, беа на линијата да Украина ги почне тие преговори. Сите. А додатно, притисокот врз Будимпешта, врз Орбан и врз Унгарија беше од Соединените американски држави. Значи, Орбан немаше никаков маневарски простор да да прета и да се спротивстави на таа мерка. И уште едно додатно објаснување. Ова е само една психолошка награда за Киев. Ветер во едра. Да, Тачно, апсолутно во ветер фрлена де факто некакви преговори. Украина никогаш нема да стане членка на Унијата. Исто како Турција ќе преговара можеби Турција преговара 2005 година, тоа е со 18 години. Никогаш нема да ја примат. Тоа сите го знаат. Истото ќе се случи во Украина, бидејќи ако Украина ја примат, се што е во Европската Унија ќе се преврти на глава, разбирате. Од главна, как би рекла, хилова пета на Унијата е заедничката земјоделска политика. Тамо се трошат 33% од буџетот на Европската Унија. Главен корисник е Франција. А Украина е претежно земјоделска земја со огромен извоз. Меѓу најголемите производители е на пченка, на пшеница, на маслиново, на масло од репка. Европската житница не е бадира. Европската житница покрај друго. Ако таа влезе во Унијата, све ќе поремети. Франција нема да го дозволи тоа. Ни Франција, ни другите нема да ја примат. Значи, ова е само фрлање, разбирате, лажни надежи на Украина за да Зеленски мафта дека тие се членка, која никаков плод, никакви резултати нема да донесе. Сега се вратиме пак на Македонија. Никогаш во Унијата немало едногласност во однос на македонското членство, на македонските кочничари, Бугарија, било Грција, било кој, разбирате. Никогаш немало единство. Напротив, едно големо мнозинство од членките си молчеле, се правеле отсутни и никогаш не застанале наша страна. Да ние имавме сите да застанат наша страна, разбирате, и да речат Македонија мора, промени име, се изрезили во светот и така натака, ќе беше поинаква ситуацијата, која повторно немаше да донесе плод, затоа што ви тврдам,
сите да беа на наша страна. И Америка. Прво, да родим од Грција, да останеме сега на Бугарија. Софија, не кафе да изнесеа надвор, да дадат Нобелова награда да им понудеа, разбирате, на било кого, на Радев и на било кој, пак немаше да излезат. Тоа е за нив едно историско прашање, тоа е за нив, да речам сега, главна политичка преокупација, историски синдром покај другото, тие и тогаш немаше да излезат и да не пропуштат нас. Така да не се прават непотребни споредби, бидејќи она што се случи со Украина е еден квалитет, ова што се случува со Македонија е друг квалитет. Сосема друга позадина, сосема други причини и, велам, за нас нема излез од ќорсококот во кој сме доведени, бидејќи да не забораваме. Македонија, ова што сега го доживува, не е ново. Од првиот ден кога Македонија единствена од 6 југословенски републики прогласи независност, се отцепи од федерацијата која пропаѓаше, единствена без војна, беше веднаш блокирана. Што и направија? На еден невиден, нелегален, срамен начин и го оспорија, суспендираа името. И да не одиме понатак, разбирате, се е познато тоа од привремената спогодба која беше катастрофална до 2001 година, до 2008 година, 2001 година имавме ние шибавме агресија од Косово, не беше тоа и тоа во регија на НАТО. Мислам, тоа беше неспорно. Во 2008 година, кога сите, дури Грција, прифати дека ги исполнивме нормите на самитот на НАТО во Букуреш, дека ги исполнивме критериумите за членство во НАТО. Џорџ Буш дента изјави, влегуваат 3 земји, беа 3, утре дента влегуваат 2. Буш дента изјави, јас мислам дека нема во историјата случај кога американскиот председател со своја изјава беше демантиран после неколку сати. И мислам, и тука владе една апсолутно погрешна перцепција кај нас дека Грција го блокираше нашиот членство во НАТО. А во Грција потоа се случи финансиската не криза, туку знаете колапс. што се случи не случајно. Колапс, разбирате. Значи, во нас, во Букуреш, не спречи, не блокираше, не стави вето Грција. Видите, се знае кој доминира со НАТО. 70%, ако не се лавам, сега не ме фаќате за цифрата, или скоро 70% од сите трошкови на НАТО ги финансира Америка. И сега некоја Грција тамо ќе им се плетка и ќе каже што се прави. Значи, главен, доминантен, некој вели дека НАТО е 20, НАТО е еден джин, она е снежана односно, а 29 членки се џуџињата, разбирате. И во тоа има голема вистина. И сега, кечата, нели, Буш рече дека ќе не примат, видите. Промената на ставот не го донесе Грција со некако непостоечко вето. Туку, американската администрација, свесна дека ако Македонија влезе во Унијата со референцата, завршува процесот на прекрстување и обезличување на македонскиот народ со така промена на името. Завршува приказната. Ако си натре, не може да те прекрстат. И затоа американската администрација, свесна дека мандатот на Џорџ Буш помладиот завршува, го демантираше него и врати ситуацијата на пречетната основа и дека е тоа точно така, имаме најдобар доказ. Излез, односно резултат, заклучок на тој самит на НАТО во 2008 година беше прво името, потоа членство. А некој може ли нормален да верува дека таква една клаузула, односно ултиматум ќе постави Грција? Тоа може да постави само Соединетите американски држави. Прво името, потоа членство. И дека е доказ за тоа имаме уште нешто, разбирате. Дека доказ дека било така. Веднаш после тоа, кај нас дојде за амбасадор Рикер. Разбирате, Рикер беше првиот американски амбасадор кој јавно почна да настапува дека Македонија треба да се и мора да се прекрсти. Никој од пред неговите претходници тоа не го спомнуваше. Тоа вела, тоа е македонско-грчки спор и така натак и така натак. Тие беа секогаш во позадината, ама не се експонираа. Но пратија и политичар од повисок ранг, претходните не беа од тој профил. Меѓу другото, али тој дојде тука и тој беше од 2008 до 2011 година, тој цело време секој ден беше во медиумите кој велеше
променете го името, ќе се отворите перспектива и за државата и за народ, така натака и така натака. И често повторуваше прво името, потоа членство. Тоа беше диктат, ултиматум американски, нема никакви дилеми во тоа. И тоа потврдува дека, велам, цело време Македонија е жртва на туги интереси, а как Бугарија и Грција претходно се само нивни алатки како да ги реализираат своите главни, основни и цело време постоечки нивни цели. Се повторува ли историјата и еве сега со пораката од Брисел, која што вели, меѓу другото, главното што беше за Македонија е да се почитува рамковниот договор Охридски, да се почитува договорот за пријателство наводно во наводници секако со Бугарија и да се почитува договорот од Преспа што е повеќе капитулација отколку договор. Значи, за да напредувате, треба да ги почитувате трите капитулации кои што ги подпишавте во минатите 20 на години. Тоа во превод би била пораката на Брисел или се лажа? Видите, овој пат Брисел не беше многу посветен на Македонија. Напротив, на некој начин не игнорираше. Јас ќе ја прочитам делот од заклучоците кои ги донесоа тамо, кои се однесува... Украина беше главната приказна. Да, Украина беше главната приказна и велам и Грузија и поготово и Молдавија, разбирате, меѓутоа за Македонија заклучокот е многу кус и многу јасен. ЕУ е спремна да ја комплетира фазата на отварање на преговорите за членство, значи тие не се отворени. Значи не се отворени и тоа треба секој да го знае. Маричич да дознае и Ковачевски. Да, Маричич ќе го цитира малце подолу и него. Значи да се отварање на преговорите за членство со Македонија, штом таа ќе ја реализира својата обврска. Знаете, тоа е еден безобразлук ако сакате. Тие, ние сите знаем, мислат дати тие и ние, и секој граѓанин знае дека со ултиматум, со уцена, со блокада, нас ти беше наметната обврската, га нарекла француски предлог, што нема врска, бидејќи ние... Со нелегитимна влада која што претходно на локалните загуби као Грчка, што велеа на времето. Така, така. Дебакл. Да. И, значи, велат, значи, обврската, собствената обврска, разбирате, својата обврска да ги заврши уставните промени, како што е заклучено на Советот од 18.7.22 година, според натечна процедура. И втората реченица е, Советот ја повикува Македонија да го забрза завршувањето на овие промени. Значи, ништо друго нема, разбирате, осим што ни плеснаа дека наша била заложбата, значи не прават недоветни, не прават одсутни така натака, а некој го прифатил тој текст, разбирате. И второто е ова околу што рековме дека преговорите не се отворени. А бидејќи ја отворивме темата, сега ќе го цитираме овој Маричич, тој ни е главен фактор после Османи, кој вели. Така, меѓу два бифтека ова е казано. Да, добро, таа се веќе други оценки. Вика, тој меѓу другото, оценувајќи што се случи во Брисел, вели дека без никакво натамошно одлагање ќе се вика втора меѓувладина конференција, на која ќе се отвори првиот кластер. Го прочитавме заклучокот. Спомнуваат некој втор кластер? Не спомнува. Тоа е повторно тешка измама, разбирате. И не само тоа. Знаете, кај нас не се знаат доволно тие процедури. Така, вие пишувате за тоа, за лагите на Бујар Османи, токму кој што манипулираше многу. Тоа башка, али ова сега зборуваме за Маричич. Тоа е уже поекспониран во лагите, разбирате. И сега вика отварање вториот кластер на втората меѓународна конференција, меѓувладина. На меѓународните конференции не се отвара кластери, разбирате. Не само тоа, кај нас е сега прво не знаеме кога ќе има втора меѓувладина конференција, дали ќе има во следната година 2, 3, 5. Значи, од друга страна, кога ќе заврши клас како се вика клининг процесот на проверки. Така, на проверки во превода. На проверки е точно така, кај нас заврши, нели така? Да. Значи, после тоа на Унијата и се потребни отприлike најмалку 6 месеци, разбирате, за да ги утврди патиштата на преговори. Сваѓате? Сега го завршивме тој процес
Сваќате? И ние ќе треба да чекаме, ако све е нормално, уште најмалце 6 месеци Европската унија треба. А он вели ќе отворат кластер. Велам, тоа се непотребни измени. Иако после тоа, ова е негова изјава, вика коректно вели, Македонија доби 2 меѓувладени конференции за почеток на пристапните преговори со Еј. Почетокот на преговорите со Унијата беше означен со првата, што не е точно, али веднаш се коригира. А втората ја содржи и преговорачката рамка. Формалниот почеток на преговорите со Еј ќе почне допарва со втората. Так, значи, па не ги почнавме, ма не ги почнавме, ќе ги почнем. Од една страна вели дека почнати, а од друга страна вика не се почнати. Сега чекај се. И ќе ги почнеме. Ќе ги почнеме. Сега ние сме аморфна маса која може да се игра со нас. Минато сегашно идно и на крај ќе влада така. Невидено. Така да, велам, тоа се невидени манипулации со јавноста врз основа на непостоечки факти. И знаете, народот сега, ние можеме, има една група на луѓе кои ги следат тие работи по целосно, мислам, подлабински, и тие работи ги знаеме, меѓутоа народот не ги знае. И кој ќе му кажеш дека ќе отворат кластера, вика, значи почнуваат преговорите. Од друга страна каже дека почнале преговорите, така да. Ја злоупотребуваат терминологија. Ја злоупотребуваат терминологијата и ја манипулираат на начин со кој лажат, де факто тоа се лаги, нема друг избор. Не знаев дека им лежи и фудбалот, знаев дека за дреари ги видовме како ги брусеа шахтите. Од друга страна се мислам подобни за плочкари, веројатно за надвор од земјата гастарбајтери со плочките што ги ставаат на спомениците и што планираат да ги ставаат. Ја велам дека се повеќе плочкари отколку политичари. Не знаев дека им иде, односно им оди фудбалот. Има една патетична, да не речам, пропагандистичка ступидна работа, велат вака оценката дека во Брисел сме имале празен гол и досуден пенал кој што не сме ги искористиле. Најнаш гледаме дека имало и фудбалери во нивните редови, нели? Ова спинување, амбасадоре, буквално кажано повторно една лага, голема лага. Доколку во превод, нели, зошто не влеговте Украина, нели влезе, ние не сме почнале ништо, а тие ви велат по уставните измени, опозицијата е виновна, нели имавме гол, отворено пенал и ништо не се случи затоа што ние не ги донесовме, односно нели прифативме уставните измени. Како гледате на овој фудбалски Видите, прво да бидеме прецизни до крај. Тоа го рече премиерот, разбирате. Никој друг, туку премиерот кој репак мора да води малце сметка и за својот углед и за угледот на државата. Му го напишале амбасадоре, знаете. Ама и ако му го напишале, разбирате, ако му го напишале, тој што го напишал, тој е неписмен, разбирате, ако не е негово веќе. Видите, немаше ни спразен гол, а уште помалку пенал во Брисел. Македонија не беше тема на денот. Знаете зашто? Затоа што земјата е донесена во еден тунел без излез со погрешните, ступидни, антинародни, антидржавни политики на оваа власт. Разбирате, вие да прифатите промена на уставот и да внесете во него непостоечки бугари во држава, треба да не знаете што правите да таква нешто прифатите, разбирате. И сега крива е опозицијата. Знаете, опозицијата не е виновна. Опозицијата има своји грешки и тоа не е спорно како секоја политичка партија. Меѓутоа во конкретниот случај, вие прифаќате нешто прво што знаете, не можете да го реализирате. Немате на тие протести имаше нели контрааргументи на опозицијата, им велеа тогаш не се лажеме. Тие да не? Се сеќавам на рачето, да не речам на Ковачевски, со кое што го прослави гласањето на францускиот предлог, без да земе предвид дека толку денови поред имаше 20, 30, 50 илјади, некогаш и многу повеќе луѓе на улица, тоа не беше проблем, а денеска велат виновна е опозицијата и народот е секојаш. Видите, да прифатите нешто, вие и јас било кој што не можете да го реализирате, тоа е погубно за вас, разбирате. Вие ќе се посрамотите, и тие се посрамотија, ја посрамотија и државата, разбирате. И самите пред своите ментори, да не се лажеме, затоа што Ама видите, тие се донесени на власт. Тие се донесени на власт за да ги завршат тие нечисти, катастрофални, поразителни, предавнички работи за македонскиот народ, разбирате. Тоа е неспорно. Сваќате, и сега вие да прво да се вратиме на основата, нели, и вие спомнавте и факт е дека во преговарачката рамка се спомнува и нивици,
се спомнува и договорот за непријателство со Бугарија. Така. Во договорот за непријателство со Бугарија, кој знаете во целина не е многу лош, нивици е катастрофа. Катализаторот наречен. Ама така. видите, таму има три работи кои се де факто неприфатливи. Заедничката историја, која значи бугарска, второ е за јазикот според уставот, значи е не автохтонија од 44-та година, и трето е откажување од македонците во Грција, во Бугарија. Но потоа е фризиран нели со францускиот и со протоколите. Да, што е малце, велам, тоа е малце така дискутабилно на некој начин. Велам, во целина тој договор, ако не се гледа детално, не звучи, не изгледа страшно као нивици. Е катастрофа. Нивици е потпишување на капитулација. Директна. И сега во тој договор никаде не се спомнуваат бугарите во Македонија како проблем. Од каде се појаваа тие? Прво, кој ќе ти го наметнува Брисел и Билке, че извините, работиме по договорот, нема бугари во Македонија, нема проблем со човекови права на бугарите во Македонија. Така, дури и пописот покажува сепак 3504 души се разбира, че нема бугари со други збори. Кој ставил, во која држава има некое малцинство од 3500 души и во еден, не знам, најмалите што се држави Монако или било каде, ако има 3500 души, не влегуваат како малцинство. И второ, никаде не се спомнува промена на уставот, разбирате. А ние сега главна преокупација, главна пречка, главна сопка на патот за Европската унија не е промената на уставот. Значи некој прифатил нешто што апсолутно не постои. И сега да се разбереме, мислам, ние тие работи ги следиме, па ги разбираме и треба и да ги објасниме за пошироките маси. Знаете, Бугарија почна со нејзината декларација во собранието и тој, како го рекоа, објаснувачки меморандум, пратен до сите, во кој рекоа нема македонци, нема македонски јазик, нема македонска историја, нема ништо. Тука де факто требаше да прекинеме со какви било преговори да го поништиме договорот. Апсолутно, и требаше да пратиме, да одговориме со друг меморандум. Тоа беше пратено до Брисел, до секаде. Требаше да одговориме со друг меморандум. Јас ќе ви кажам, во 1992 година, пред да Македонија влезе во Унијата, во нации. Тоа се случи на 8 април 1993 година. Во 1992 година Грција дистрибуираше меморандум зашто Македонија не сме да се прими во Обединетите нации. Јас бев тогаш истите финти само со постар датум, но во Бугарија ги копира. Истата намера, истите цели и така натака. Јас бев тогаш подсекретар во Министерството на дворешни работи, подготвивме под моја директива, подготвивме меморандум зашто Македонија мора да влезе во Обединетите нации. И сите грчки главни поенти во нивниот меморандум ги направивме партал, разбирате. И тоа беше дистрибуирано на сите и тоа имаше сигурно влијание што веќе во декември, фактички многу брзо после тоа, почна процедурата за прием на Македонија во Обединетите нации и завршено така до 8 април. Иако ни го спорија име така натака, меѓутоа кажувам како се реагира ако некој прати меморандум против тебе, а ти молчиш. Молчи, значи ти се согласуваш со постапките. И кога тоа, меѓутоа, тоа беше таков безобразлук, тоа беше такво нецивилизацијско, разбирате, презентирање на работите, значи ние не постоиме или нашите родители биле бугари. Па чекај, можеш да кажеш Османи свирка и пишува по табли. Значи можеш да кажеш пред 150 години што немаш евиденција, разбираш, што мора да се докажува со историски факти, меѓутоа да кажеш дека до 44-та година сме биле бугари, па татко ми, дедо ми, јас ги памтам. Нема ништо, не само јас, него 90% од Македонија, 95% од македонците. Никој немал корени бугарски, разбирате. Мене не ме учеа да пеам бугарски песни, нити ми ги спомнува бугарски херои, никогаш такво нешто немало. И не само кај мене, кај сите. Значи, тоа е таква измислица тешка, тоа е таков безобразлук, таква фантазмагорија, што не можеше да помине. Кога видоа дека не врви тоа, свртија на човекови права, за човекови права, сите така се, човекови права се најискористениот модел за политичко делување, за политичко силеџиство, ако сакате, поготово од западните земји према источните на времето, денеска према Кина и така натака. Така да неолиберални финти. Најзлоупотребувана категорија се човековите права, разбирате. И сега нас не ги подметна нив, и дури во
меѓу другите глупости и небулози кои постојат во преговарачка рамка, е да правиме ние нова, не знам како ја навикуваат, извешта или не знам што за малцинствата. Па Македонија на малцински план има резултати светски. Ака може да не носат вода во околината, особено не водата во светот може да носат вода, разбирате. А околината никој не ни до гуждот, работата, ама така е. Да. И се нас не тера акцијски план, се вика. Да нас не тера да правиме акцијски план за малцинства. И тоа некој го прифатија. Тоа се све катастрофални потези кои не само што не служат на чест, него ја срама државата, не понижуваат и како народ и како држава и велам, не фрлаат на маргините од светските движења. Ке зборуваме и за она што го зборуваше, да не речам, нели, Бујар Османи и тоа што му го вративте, ке зборуваме и за македонската влада која што изигрува портпарол за жал на бугарската влада, за бугарските, нели, политичари кои што тврдат дека ќе има уште многу услови за нас, но македонските никако да го сватат тоа, правејќи се поголеми бугари од Аспарук, да не речам. Значи имаме уште многу теми за отворање. Со нас е амбасадорот Никовски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е амбасадорот Ристо Никовски. Амбасадоре, прашавте кого лаже Бујар Османи, алудирајќи буквално на неговите манипулации со протоколите, преговарачката рамка и годишните извештаи. Искрено, после се што не направи, но уште побитно после се што не направи, зборувавме за тоа во првиот дел, за сите реакции кои што мораше да стигнат од македонска страна, на сите оние бугарски работи што беа кажани, не декларациите, парламентот едногласно гласаше, председателот на државата, што веќе не се случи, тој се правеше, да не речем народски кажано, на тошо и се занимаваше со опсено, со Македонија никако. Еве, вие прашавте кого лаже и зошто лаже Бујар Османи? Прво да подсетиме. Кога почнаа проблемите наши со Бугарија, односно кога Бугарија почна една невидена агресија против нас, а тоа мора да подсетиме резултат на договорот од Невици. Так. Да не беше договорот од Невици и сите тие наши, да речем, капитулации кои ги направивме во тој договор, Софија ќе беше задоволна со договорот за непријателство кој претходно 17-та година, 2017 година го подпишавме и ќе си тераше некоја рутина. Так, но видео дека сервилноста нема граници кај кога видео дека за нас нема ништо свето, кога видео дека сме спремни све да жртвуваме, тие сватија сега му е, ако вика на времето на кошаркашките утакмици, сега му е мајката, разбирате, кога треба се реши утакмицата, не така, сега му е мајката. Тие видео дека сега му е мајката да не уништат, ако сакате, како народ, да не побугарсат како народ, и затоа почна тоа што следуваше. И, велам, успеева, ради нашата попустливост, нашата апсолутна сервилност, разбирате, коленичарење, има многу зборови за жал. Апсолутно. И меѓу првите кога почна тоа, разбирате, и кога ние не прифативме дека и во договорот дека све во дипломатијата е на врз база на реципроцитет, ако има бугари во Македонија, што правиме со македонците во Бугарија. Дачич, министр на външни работи на Србија, им одговори: нема, вика, Срби во Бугарија, одлично, нема ни бугари во Србија. Така треба се постапува. Или двете малцинства ќе бидат третирани на еден реципроцен начин, или нема. Нашиот министр рече: Бугарија нема услови да ги стави македонците во уставот. Ако би тоа не е твоја работа, за кого навиеш ти? За нас или за нив? Повторно поголем бугарин од Аспарук. Нели ние, точно, нели ние ги немавме, што исто беше наша грешка меѓу другото, кој што е неприфатливо во бугарскиот устав да нема малцинства, ги има тамо, разбирате. Ево, да не одиме на другите, само македонците ги спомнеме. Разбирате, ние во нашиот устав имавме дека албанците во држава не може да се школуваат на факултетско ниво на албански јазик. Но сменивме уставот, го сменивме. Зашто ти да го сменат? И сега, пак ние треба да го менуваме уставот ради внесување на бугари во нашиот устав, а ги има 3500, значи е една шака, еден грст на луѓе, а тие нема таква обврска. Велам,
Сето тоа е еден магевсан клуб, али клучното во сето тоа е фактот што пред некое време, значи, после конференцијата Европскиот совет во Брисел, Османи изјави дека и нели имаше ствари потоа изјавата на Габриел, на бугарската министерка за дворешни работи, дека промената на уставот не е единствен услов, има и други. А мораш ли таа да го каже тоа? Пред тоа го кажа амбасадор Многумина. Јас се сеќам дека тоа го кажа Радев, го кажа и сегашниот премиер, го кажа претходно пред Радев и Борисов, пред Борисов Петков го кажа. Ама цело време го повторуваат. Ама чекајте, тука, не треба никој тоа да го потврди. Сите го знаеме. Читајте ја преговарачката рамка. И сега ќе ја прочитам уште еднаш за нашите гледачи, дека ова што го тврди Османи е чиста лага. Он вели дека што сакат нека изјавуваат бугарите, ние имаме зид изградено со преговарачката рамка во која ги нема протоколите. Да. А протоколите со политичка позадина била изјавата, па не е сигурно со медицинска или каква и да е спортска позадина. Нормално дека е политичка. Сите бугарски барања и најекстремните, највулгарните, ако сакате, целиот нив историски синдром во однос на македонците, дека сме бугари, разбирате, се е во преговарачката рамка, разбирате. А он вели, во преговарачката рамка ги нема протоколите, а клучен за факти во преговарачката рамка е вториот протокол, кој го потпиша токму Османи. Тој протокол аз ги имам дека деталите. Тој протокол да го потпишеш, тоа значи дека си или неписмен, или си работи за туги интереси, а тој работи очигледно, разбирате, и трето нема, разбирате. И сега он вели дека во преговарачката рамка ги нема преговорите, ги нема протоколите, пардон. Сега ќе ги прочитам што пише во член 5 од преговарачката рамка. Вели, чекате да ја најдеме, вели во преговарачката рамка, член 5, таму има повеќе овие делови, разбирате, вика, и мајќи го преди горе наведеното, околу ситуацијата околу Македонија, посветеноста на Македонија за добрососедски односи и поблиска регионална соработка, вклучително и преку постигнување видливи резултати и спроведување на билатералните договори во добра волја, вклучително и договорот од Преспа со Грција и договор за добрососедски односи со Бугарија од 2017 година, како и годишните прегледи и мерки за негово ефективно спроведување според член 12. И сега пред да годишните прегледи кои се они сакаат да кажат дека не се протоколи, тие се апсолутни протоколи, бидејќи во англискиот текст на преговарачката рамка стои the protocols between the two countries. Значи, ги спомнува протоколите. Зависи мене буквално кажано за гледачите од оценката на бугарската страна годишна, дали ние правиме нешто или не правиме, како би се сватило? Видите, наједноставно кажано. Сега ќе дојдеме на суштината. Вика, според член 12 од договорот, а еве ги член 12 има два дела. Првиот вели, во рок од 3 месеци од легувањето во сила нови договор, двете договорни страни ќе основаат заедничка меѓувладина комисија со копредседатели од министрите за надворешни работи и двете договорни страни ќе вклучуваат високи официјални представници на меѓувладина комисија. И вториот став вели, заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно со цел преглед на ефективната примена на овој договор. Така. А што е ефективна примена? Комисијата за историски и образовни прашања. Не се договориле блокада, не се договориле блокада. И таа комисија, која треба да има протоколи, до сега има само два, разбирате, а треба да има секоја година. Таа комисија не функционира. Сега имаше тајна. Не ги менуваат, тие ги менуваат нашите учебници. Затоа нашите деца нема. Ама видите, сега последниот состанок беше таен. Никој ништо не знаеме, разбирате. И сега дали ќе имат нов протокол, ќе видиме. И што ќе содржи во тој протокол. Значи, не само до сегашните протоколи, него и новите. Значи, и де факто со други зборови, преговарачката рамка вели,
реализацијата нејзина ќе зависи од протоколите, од вториот кој е катастрофален, кој постава такви услови што никој нормален не би ги прифатил, и следните. А следните што ќе се однесуваат? Може да се однесуваат само за извештаите од комисијата околу нашите отстапки за историјата. Значи, без нова рамка ништо не правиме. Ако има таква, заглавен целосно, тотално, апсолутно. Значи, а што ќе биде резултатот од историската комисија? Наши отстапки околу историјата, наши отстапки на нашите истории. Ништо не поминувате, блокада, така, тоа е основно. Ама не блокада, ти ќе чете, извините господа, вие не ја реализирате преговарачката рамка, бидејќи нема протоколи или протоколите Македонија не ги исполнуваат договорните услови. И тоа завршува тој начин. Видите, вие спомнавте преговарачката рамка. Со оваа преговарачка рамка Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија, бидејќи на крајот од денот, како почнуваат преговори, се надминуваат, се затвараат кластерите, а за секој кластер сега, било која членка може да стави вето, може да го блокира. Порано, за такво нешто беше потребна третина од членките, значи од 27 колку е 9. Сега секоја земја може да ги блокира. И Бугарија во секој момент може да блокира и да бара исполнување на протоколите, односно на новите протоколи. И клучното е, да тераме без проблеми, да ги завршиме преговорите за една година, нека биде. После тоа се потпишува пристапен протокол со Унијата, кој оди на ратификација на сите парламенти на членките. И што мислите вие? Софија ќе го ратификува тој наш пристапен договор во Унијата, ако не прифатиме дека имаме бугарски корени, ако не прифатиме дека зборуваме дилект на бугарскиот јазик, ако не прифатиме дека нашата историја е заедничка, односно бугарска. Никогаш не го прифатиме. Мислам, тоа е толку јасно. Значи, со овој протокол, ради овие причини кои јасно ги прецизираме, разбирате, Македонија нема никогаш да влезе во Унијата. Освен ако не прифатиме дека сме и бугарчиња и дека сите тоа услови, ултиматуми кои ни постава Бугарија, ќе ги голтиме. Ако има таков некој, јас би рекол дури идиот, да такво нешто потпише, па јас велам, јас прв ќе се откажам дека сум македонец. Кој е мотивот, амбасадоре, на оваа влада на заминување, дефинитивно влада на заминување, да верува како расипана плоча дека единствен услов за преговорите и за влез на Македонија во Европската унија се уставните измени. Го видовме тоа, бугарите го зборуваат веќе многу време, го констатиравме и тоа дека не ни треба да го кажуваат, а го кажуваат ачик, јасно, јавно пред сите. Да нема забуна. Само македонските власти, во наводници и тоа македонските би било за жал, нели? Актуелните власти, подобро да кажам, значи, или нивните функционери, претпоставувам дека и во нивните партии не го зборуваат тоа, затоа што нели вистината е сепак многу поинаква, веруваат како навиени дека тоа е единствениот услов и дека Бугарија нема да ни поставува кој е нивниот мотив да го зборуваат тоа. Не сакаат бидејќи да кажат што е вистината, затоа што со тоа ќе признаат колку се огрешија и колку сгрешија и колку се изглупираа со потпишувањето и прифаќањето на францускиот предлог и новија протоколи, или? Апсолутно. Видите, прво сите ние зборуваме. Признание, тогаш ја утнавме. Сите ние зборуваме за француски предлог, нема таков. Не, бугарски. Франција председаваше со Унијата и беше задолжена тој проблем кој се појави, така меѓу Македонија и Бугарија. Но галовно звучи феминизам, француски, не бугарски. Ама видите, тоа е намерно така направено. Видите, прво, разбирате, тоа е договор меѓу Македонија, меѓу Ковачевски и Петков. Разбирате? А Франција како председавач беше заинтересирана да се надмине тој проблем. И тука ние направивме една сериозна грешка. Знаете, проблемот со бугарската блокада на нашиот пристап, нашите преговори со Унијата е проблем на Унијата, не е наш. Значи, ти имаат проблем која е на нејзина членка, прво не ни го признаваш името околу договорот за граничарите, Фронтекс, како се викаат, разбирате. И сега околу ова, ние треба им кажеме, господа, вие може да не цените наш, како ги спроведуваме нашите обврски. Тоа што у Бугарија ве блокира вас, не нас, е ваш проблем. Разбирате, ние тоа
Не го направивме. И тоа е наша сериозна грешка. Тешка геостратешка грешка. И би ние, рекол, место тоа, ние заев, прифативме да преговараме со Бугарија за нешто што е нивни проблем. Да. Разбирате, не е наш проблем. Последиците се наши, ама суштината е во нивното функционирање. Повелете, решете го, разбирате. Тоа го направивме и со грците, меѓу другото, али тоа очигледно е нивото наше политичко, дипломатско, како сакате. И врз на тоа прилегува, дојдоа до така наречен француски предлог, за да не утешат нас дека еве се најде решение благодарејќи на улогата на Франција. Улогата на Франција беше само притискање наше на Бугарија, разбирате. И ние никогаш не побаравме дека чекајте луѓе. Овие аргументи и факти наши се неспорни и не можете вие да го доведувате во прашање нашиот идентитет, нашиот јазик, нашата историја, а во тоа на тоа се сведува. Ние ништо да направиме. Ние бевме оние повлечени, скриени под маса, разбирате, да не навредиме некого, да не погодиме некого и не се боревме за она што е суштина и што се наши аргументи. Ние никогаш не ги изложивме, спомнавме за меморандумот. Македонија не одговори. Чим не одговориш, сите тие елементи кои ги наведоа тие, остана де факто реални. И тој бугарски објаснувачки меморандум влезе во документите на Унијата. Они го регистрираат како таков, значи тој стои како нешто на кое мора се посвети внимание. Ние, да пратевме, ние до нивниот ќе беше нашиот. И ќе се гледаше кој е што е, како е, меѓутоа ние тоа не го направивме. Чим не го направиш тоа, готов си. Признаш пораз. За крај, една работа што предпоставам им е јасна на гледачите, но сепак да им ја да објасниме на оние неверните томи. Она наводна подршка на дел од Европската Унија и на земји од Европската Унија, но и на политичари како Обрајан, кои што навиваат, буквално кажано, кршејќи ги сите можни виенски конвенции и шовеќе не во светот на дипломатијата, јавно застапуваат и навиваат за една партија која што е на власт, а навиваат заради тоа што знаат дека по мизерно, по понижувачки, по игра на нивни ноти, коленичарски, по сервилно, субмисивно и уште милиарда зборови има за тоа, не може да се случи да дојде некој на власт, нели? Еве коментар на она што кажа Обрајан, но и на гостувањето во наводници на Гири, 2-3 амбасадори на партиски митинг на СДСМ, за да нели дадат порака, ама оставете ги овие за да нели си ја довршиме задачата. Видите, задачата, улогата на сите тие политичари е да ги бранат интересите на тие што ги застапуваат. Та Обрај на другите, на американците, Гир на Европската Унија и така натаму и така натаму. И тоа е логично и нормално и, ако сакате, неизбежно. Наше, како ќе реагираме на сето тоа, разбирате. Иначе, самата изјава на Обрајан дека не сме да се гласа за опозицијата покажува еден, извините, не сме безобразно. 90-тите оној шапшево со часовникот што беше тик-так, британецот, дојде 12 сата. Добро, али така не третира, зашто ние го дозволуваме тоа, разбирате. Така да домородци некој, тоа беше така. Тоа е така и тие поддржува тоа власт која тие донесува. Тие донесува власт со таа задача да ги направат сите овие, речем, предавнички, капитулантски потези, договорите со Бугарија, со Грција и така натака и така натака. Меѓутоа, знаете, од се ова што кажавме, прашање каде е излезот за Македонија. Излезот за Македонија е во радикални промени на нашата надворешна политика. Оваа досегашната се покажа како катастрофална, неплодна, понижувачка и не доведе на едно дереđe кое навистина е застрашувачко. 24-та има избори кај нас и во Европскиот парламент и во Соединетите држави. Ќе имаме ли и тука импакт? Да, не доведоа до дното и излез во оваа ситуација е само откажување итно на договорот за непријателство со Бугарија и двата протокола, разбирате, со кои автоматски ќе падне во вода и преговарачката рамка, која се базира главно на вториот протокол и на другите што ќе дојдат. Со тоа паѓа во вода и обврската се менува уставот. Само така Македонија може да излезе од ќорсокакот, а за тоа има и време и можности, бидејќи прво Унијата нема да се проширува најмалку 10 години, а можда 20, а можда и никогаш како до сега,
може ќе има втора лига која веќе се на некој начин се кристализира. Тоа е првото. И второто е дека во рамките на тој простор кој ни престои, ние треба да ги отвориме перспективите за Европската Унија, а тоа значи нова преговарачка рамка, која нема да ја преговараме, бидејќи ќе се падне во вода само од себе, ќе е било тешко. И второто е дека на тој начин ние ќе можеме да отвориме и нови преговори со Бугарија, нови разговори, ако сакате, Но прво по и инакви прво, услови, во подуслови кај што мора да има реципроцитет, а тоа значи бугари во Македонија и македонци во Бугарија. Ви благодарам што Беше бевте задоволство. мои гости. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас. Да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.